Синоќа на третиот ден од драмскиот аматерски фестивал во Кочани на програмата беа две представи во вечерниот и ноќниот термин. Најпрви на аматерскиот театар при Националната установа Центар за култура Коча Рацин од Кичево се представи со изведба на делото Алдо де Бенедети под наслов Добра ноќ Патриција во режија на Михајло Петровски. Во ноќниот термин, резервиран за алтернативни представи, настапија членови на младинското драмско студио Словото од Велес со представата Мозаик наречен Велес од Љупчо Данов, а во режија на Весна Димитровска-Бобевска. Кочани учествуваме по 10 или 15 пат јубилејно и се надеваме дека оваа година ќе го освоиме Гран Прито. Во представата учествуваат 15 актери, аматери од аматерскиот театар при Националната установа Центар за култура Коча Рацин Кичево. Проектот го спремавме од прилика 3 месеци, интензивни проби со аматерите, наидовме на солиден резултат. И секоја година и оваа година традиционално добар беше и одзивот на публиката, а и самата реакција на публиката беше задоволителна. Премногу сме задоволни и од самиот престој во Кочани и од градот. Сме имале многу настапи, значи не само на ДАФ за прв пат во Кочани, меѓутоа сме настапувале на разни други манифестации и надвор од нашата земја. Еве, последен проект во странство ни беше минатата година во Словенија, во Љубљана, на сајмот на книгата. Значи го отваравме сајмот на книгата со представа која што беше на некој начин како мюзикл за двете култури. Представата беше во договор со Словенечка амбасада. Драмското студио од Прилеп во терминот за деца денеска изведе представата Кој е крив во режија на Владко Петковски. Ова ни е прв поголем производ, финален. Значи работевме кратки исечоци, видеа, снимање, продукција, таа работа. Значи децата посетуваат аматерска настава, значи за театар, 2 години. Ние сме тројца кои што работиме со дечките. Представата е извадоци од повеќе бајки, како што можевте да забележите. Јас работивме, адаптиравме заедно со мојот колега Никола и режиравме исто така заедно. Јас работивме со дечките многу добро, значи многу брзо, сите имаат слух за работа, сите се добри, многу талентирани. Публиката знае да препознае добро дело, значи не е на мене таа онака баш детска представа за мали деца, туку детството во главно приказната се одвива и може да ја разбере и да се насмее секој од 7 до 77 години. Вечерва на четвртиот ден од ДАФ ќе настапа драмската група од гимназијата од Битола со представата Болен Дојчин и Ангелина во името на љубовта, на текст на Ѓорги Сталев, а во режија на Даниела Петровска. Во вечерниот термин е настапот на Домот на културата од Виница со представата Чехов на Толстој му кажа збогум од Миро Гавран, а во режија на Саша Нацевски. Фестивалот завршува во сабота со доделување на наградите на најуспешните поединци и групи.